Добро вечер. Па, може ли, еве вака, накратко, досега разговаравме за деловите што се однесуваа на улогата на жените во оваа програма, за оние програми кои што се однесуваат на социјалната заштита, на отварањето на нови работни места, но оваа програма нели предвидува и многу зафати што се однесуваат на меѓународните активности, особено што се паралелни нели избори што се и председателски и парламентарни. Па кои еве вака, кои од програмите вам ви оставија најголем впечаток? Виде, со оглед на фактот дека сум правник, професор по уставно право и политички систем, морам да кажам дека повеќе клонам кон европските интеграции, кон улогата и позицијата на Република Македонија во рамките на меѓународниот систем, односно меѓународната заедница. Тука е секако правосудниот систем, реформите во администрацијата, бидејќи бев и дел од експертскиот тим кој што работеше макотрпно на законот за административни службеници, законот за вработени во јавен сектор, меѓутоа и сите останати сегменти кои што го тангираат правниот, меѓутоа и политичкиот систем, секако ги прочитав и сите останати делови од програмата и мислам дека овој пат ВМРО ДПМН се надми на себе си, заедно со коалиционите партнери, морам да споменам, се надми на себе си во смисла на тоа дека изработи на вистина извонредна изборна програма, која мислам дека не може буквално не само на балканскиот простор, туку и многу пошироко да парира некоја политичка партија. Навистина честитки за сработеното. Јас се надевам дека овој пат на граѓаните не само што ќе ја видат разликата како што има логото за овие парламентарни председателски избори, туку дефинитивно и ќе знаат да ја вреднуваат разликата и да направат вистински исчекор во смисла на тоа што е она што го гледаат, што е она што го ценат, што е она што го почитуваат визави останатото, нели? Како професор по политички системи, како вие би искоментирале оваа разлика од 123.000 гласови помеѓу двата најголеми нели кандидати, со тоа што нели имаше четворица во првиот круг, е она голема разлика измеѓу првите двајца и вторите двајца, нели оние кои што не влегуваат во оној втор. За мене беше очекувана таа разлика, со оглед на фактот дека зад актуелниот председател и можам слободно да кажам и еден председател на Република Македонија застана едно силно политичко движење, затоа што дефинитивно ВМРО ДПМН со коалицијата веќе не се само политички партии. Ова е сенародно политичко движење кое што наоѓа буквално свое место во сите полиња на општественото, правното, политичкото, социјалното живење, така што дефинитивно оваа програма ја препознаа граѓаните и мислам дека на овие парламентарни избори не само што ќе се повтори успехот од 2008, туку може да се очекува и нешто повеќе во политичка смисла, значи во делот на бројот на пратеници, а во однос на председателот веќе се е јасно. Факт е дека ВМРО ДПМН покажа на дело дека со тимска работа, со колективен труд, со напор кој што ќе значи формирање на една добра не само изборна програма, туку и многу политички потези беа во рамките на она што представува политички стандард. Значи Македонија досега, односно до Никола Груевски не познаваше таков тим, таков политички проект, такава политичка организација како што е сега ВМРО ДПМН. Така што тоа го препознаа граѓаните и тоа дефинитивно ќе го вреднуваат. Еве, само накратко, бидејќи во очекување да започне нели оној дел кој што ќе се однесува на испраќање на пораките до гласачите. Од оваа година се почна со нова практика со видливо обележување нели на гласачите на едната рака, па сега ќе биде на втората рака. Тоа предизвика еден мал револт кај самите гласачи. На што се должи? Беше ли потребно сето тоа? Значи, сигурно сум дека граѓаните сите знаат што се случи во текот на тие така наречени реформи на изборниот законник. Значи, имаше малтене уцена од страна Социјалдемократскиот сојуз дека доколку не се отвори изборниот законник со конкретни измени, дека нема да се оди на избори, дека тие ќе го бойкотираат изборниот процес. Тоа беше сериозно
одлична закана, која што буквално ги седна на маса ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз преку своји представници во рамките на една работна група да видат што е проблемот, кои се тие празнини кои што треба да се пополнат, кои се тие проблематични одредби кои мора да се надминат и така натаму. Во тој процес морам да кажам дека многу работи помина без да беше утврдено тоа ниту како препорака на ОПСЕ, ниту како препорака на Советот на Европа, а уште помалку како барање на граѓаните, бидејќи факт е дека ова одбележување не само што представува противуставна одредба која што е метната во изборниот законник, таа е контра сите оние европски меѓународни стандарди кои постојат во изборното право. Еве, помина 8 дена, мене се уште ми е видливо стилото кое што според нивните кажувања требаше да се избрише за 2-3 дена. Се уште 8 дена трае. Меѓутоа, јас сум сигурна дека после овие избори ќе се поништи таа одредба во изборниот законник, затоа што јас ќе покренам иницијатива пред Уставен суд, поддржана од многу професори и од многу поддржувачи граѓани кои што не само што беа револтирани од оваа одредба, туку беа згрозени од неа, затоа што е факт дека во 21 век вас да ве одбележуваат како да сте на фарма и да ве покажуваат со прст кој гласал, кој не гласал, не само што е упат на избирачкото право, на тајноста на избирачкото право, туку е пред се понижувачки, деградирачки однос кон граѓаните. Морам да напоменам дека оваа одредба не беше идеја на ВМРО ДПМН, оваа одредба беше ставена во пакет со сите останати решенија кои што ги понуди Социјалдемократскиот сојуз и дека оваа одредба влезе во изборниот законник токму како резултат на тие уцени и закани кои што ги имаа ВМРО ДПМН од представниците на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа мора да се знае, тоа граѓаните мора да го знаат, дека едноставно оваа одредба не е на ВМРО ДПМН. И покрај тоа што нормално, консенсуално, какви па самиот ОПСЕ во рамките на прелиминарниот извештај за претседателски избори кажа дека оваа одредба е грешка. Значи, што значи грешка? Што ме грешка мора да се тргне? Од тука мислам дека многу работи кои што беа направени по пат на консензус заради мир во куќа мора да се надминат и мора да се продолжи не по патот на консензусот по секоја цена. Јас сум за консензус ако тоа е нормален, ако тоа е во рамките на правото, на правди, на правичност и така натаму. Меѓутоа вие да барате воведување на некои правила кои што се надминати од 19 век. Сега во 21 век кога електронското гласање веќе се е помасовно, има негде проблеми, нормално е тоа, меѓутоа факт е дека ние не смееме да го враќаме демократскиот процес во Република Македонија назад. Ние мораме да идеме напред, а напред дефинитивно се оди само со имплементирање на европски меѓународни стандарди во Република Македонија, како што впрочем тоа го прават си во овие години ВМРО ДПМН. И тука ќе се надоврзам. Политичка партија која останува на власт 7,5 години и која што не го губи своето членство, туку напротив го зајакнува, е доволен индикатор сам по себе дека ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери е на вистинскиот пат и дека треба да продолжат без разлика на сите манипулации, без разлика на сите уцени, забуни, па дури и правни проблеми кои што најверојатно ќе бидат расчистени во некој нареден период, затоа што тоа го бараат граѓаните и тоа е единствената сила што во една држава може да се покаже, да се демонстрира буквално со факти и со издржаност. Ја ви благодарам за учеството во отворената програма.